Директно ќе го поставам на првиот човек на Македонски железници транспорт, Никола Костов. Добро вечер, благодариме за прифатената понуда да гостувате во информативно издание на телевизија Нова. Се вообновува речиси целиот железнички парк во Македонски железници. Какви ќе бидат имали подобрување на условите и колку од првично донесените нови возови веќе сообраќаат на македонските шини? Добро вечер на ТВ Нова. Да кажам дека Македонски железници од аспект на проектот на владата на Република Македонија со обновата на железничкиот патнички сообраќај, можам да кажам дека од 6 возови кои што требаше да стигнат во текот на оваа година, 4 се веќе стигнати, тие се во сообраќај. Двата последни ги очекуваме, тоа е значи едниот електро, едниот дизел од железничките возови, ги очекуваме до крајот на годината, така да оваа година ова инвестиција вредна околу 25 милиони евра ќе ја заокружиме, со тоа што најавата на владата на Република Македонија за обнова на железничкиот сообраќај во текот на 2017 година, тоа значи со новите 5 локомотиви, односно возови кои што ќе бидат, тоа значи 100% обновување на комплетниот железнички патнички сообраќај. Тоа значи една привилегија за не само за македонски железници од аспект на целокупната таа обнова, туку еден аспект на подобрување на квалитетот на услугите на сите граѓани на Република Македонија. Значи вредната инвестиција ја очекуваме до крајот на годината. Што ќе се случува со старите возови, вагони, ќе остане ли некој да вози? Па сигурно дека и тие возови, тие се во една состојба, она што ја викаме ние возна состојба, и тие возови ќе ги искористиме на едни кратки релации во внатрешноста на Македонија, така да комплетната железничка, да не кажем, обнова на патнички, железнички патни сообраќај, граѓаните на Република Македонија ќе го имат во текот на наредната година. Освен тоа, од тој аспект на обновата на железничкиот сообраќај или пак инвестицијата која што ќе биде вредна околу 8 милиона, тоа значи обновување и на нови локомотиви, 3 нови локомотиви, во кои што очекуваме до крајот на овој месец да заврши одлуката за веќе конечниот избор на новиот произведувач или купец, така да Македонски железници во текот на наредната година ќе има 3 нови локомотиви. Оно што граѓаните најмногу ќе ги интересира, тоа ќе биде цената на билетите. Дали ова инвестиција и набавката на новите возови и локомотиви ќе значи нови повисоки цени на билетите? Не. Цените на возните билети ќе останат истите, токму она што го ветивме, односно она што беше ветено од страна на владата и од страна на Македонски железници, значи цените на железничкиот сообраќај, односно на патниците, ќе биде иста како што и оваа година. Од кога беа нарачани или пристигнати веќе новите возови, делот несовесните корисници на услугите на Македонски железници има мало оштетување на возовите како од надвор, така и од внатре. Каква е состојбата на новите возови и колкави беа штетите? Имавте ли некакви проценти? Па точно така, можам само да ги известам граѓаните на Република Македонија дека новите патнички возови за Македонски железници донесува еден огромна цифра на број на патници, тоа значи за 200% се зголеми бројот на патниците на оние возови кои што возат со новите. На жалост, апел е до сите совесни граѓани, до патниците, дека точно така она што го кажавте, има едни несовесни граѓани или да кажам вандалско однесување, кај што имаме видливо оштетување на новите патнички возови. Тоа значи дека ние од аспект на Македонски железници ги чуваме до тој аспект, меѓутоа апелот се однесува до сите, да совесно, да културно се однесуваме пред овие возни средства, со оглед на тоа дека стандардот и нормите за патувањето се исти како што е во Европа. Од тој аспект апелот да ги чуваме сите за наше добро. Така, Македонски железници транспорт претрпе штета од, како што рековте вие, речиси 5 милиони евра поради штрајкот на грчките железници, но и поради мигрантската криза. Како се снаоѓате сега со оваа состојба и дали се надминува дел од штетата? Па сигурно дека 5 милиона еври за Македонски железници тоа е огромна штета. Штета која што во еден догледен период сигурно дека не ќе може толку брзо да се надомести. Меѓутоа Македонски железници од аспект на она што значи собирањето или пак што значи се поголем ангажирањето на што поголем превоз од комитентите, од аспект на тоа да ние го вративме коридорот 10, кој што беше веќе за обиколница преку Бугарија,
Сметам дека во еден догледен период, со едно максимално ангажирање, би кажал, или апел до вработените од македонски железници, со едно максимално ангажирање, со едно однесување професионално, со едно подигнување на квалитетот на услугите на секое работно место, на секој вработен во македонски железници, ќе можеме сигурно дека овој период, тежок период за македонски железници, да го надминеме во што најскоро време. Тоа значи да ја повратиме довербата на комитентите, да ја повратиме довербата на сите клиенти према македонски железници, дека македонски железници може и да се носи со сите овие предизвици или конкуренција на патничкиот, односно на товарниот сообраќај.